Австриската екстремно десничарска слободарска партија објави оставка на сите нејзини министри во коалицијската влада, формирана во декември 2017 година со конзервативците на канцеларот Себастијан Курц. Станува збор за министрите за надворешни, одбранбени, транспортни и социјални работи. До ова дојде откако Курц соопшти дека го менува министерот за внатрешни работи Херберт Кикл, како последица од скандалот околу компрометирачкото видео со председателот на Слободарската партија. Курц изјави дека Кикл ќе мора да ја напушти функцијата за да се обезбеди целосна, транспарентна истрага на скандалот, со кој заврши коалицијата што многумина од европската десница ја посочуваа како модел пред клучните избори за Европскиот парламент кон крајот на неделата. Канцеларот Себастијан Курц изјави дека слободните позиции ќе бидат пополнети со експерти или високи државни службеници, се до изборите што шефот на државата, Вардер Белен, предложи да се одржат на есен. Ich werde alles tun, gemeinsam mit dem Bundespräsidenten, um sicherzustellen, dass es in den nächsten Monaten Stabilität gibt. Und ich ersuche auch die Oppositionsparteien hier ihren Beitrag zu leisten. Се во ова е последица од видеоснимката објавена во петокот во германските медиуми, а на која е прикажано како шефот на партијата и замени канцелар Хајнц Кристијан Штрахе во една вила на шпанскиот остров Ибица ветува владини договори за руски богаташ во замена за финансиска помош во изборната кампања. Веднаш по објавувањето Штрахе се повлече од сите функции. Новиот шеф на Слободарската партија Норберт Хофер изрази жалење поради тоа што, како што рече, се распаднал еден ваков голем проект каква што била владата. Ich denke mir, dass es möglich gewesen wäre, in diesem Team auch weiterzuarbeiten. Es tut mir sehr leid, wir hätten wirklich gerne weitergemacht, wir hätten noch sehr, sehr viel vorgehabt, Positives vorgehabt für dieses Land. Скандалот веќе ја разбранува и Европа која се подготвува за избори за Европскиот парламент. Манфред Вебер, главниот кандидат на Европската народна партија, најголемата групација во Европскиот парламент, оцени дека скандалот покажал од екстремистите не смеат да имаат влијание во Европа. И германската канцеларка Ангела Меркел предупреди на опасностите од екстремно десничарските политичари.